Две барања за увоз на суровина, од која ќе бидат произведени препарати на база на канабис, се поднесени до Агенцијата за лекови и медицински средства. Тие се одобрени и се очекува суровината за производство да биде во Македонија до крајот на следната недела. До Агенцијата за лекови и медицински средства поднесено е едно барање од правно лице, односно сериозна фармацевтска компанија за добивање дозвола за производство на екстракти од коноп. По проверка на исполнителноста на условите, GMP стандардите, следи стекнување лиценца за производство, така што доколку целата процедура е во ред, очекуваме првите проверени и контролирани производи на база на коноп во аптеките да ги имаме до крајот на мај оваа година. Односно, очекувањето е до крајот на мај овие производи да станат достапни за сите пациенти во Република Македонија. На пазарот во Република Македонија за медицински цели ќе бидат достапни препарати од коноп кои ќе се користат за малигни заболувања, за заболени од мултиплекс склероза, заболени од ХИВ и тешки епилептични синдроми од детска возраст. Во делот на постапката за правно регулирање на оваа материја, донесавме правилник со кој се регулира ставањето во промет на препаратите од коноп. Правилникот пропишува издавање на лекарски рецепт на препарати кои содржат најмалку 0,2% ТХЦ за индикациите кои веќе ги споменав. Она што би сакал да нагласам е дека со правилникот не ја ограничуваме дозата на ТХЦ и оставаме тоа да го одредат лекарите согласно потребата и состојбата на пациентот. Ако се сеќавате, ова беше едно од клучните прашања кој што беше поставено во текот на јавната дебата од повеќе здруженија на граѓани, пациенти и така натаму. Директорката на Агенцијата за лекови и медицински средства Марија Дарковска-Серафимовска информира дека правните лица кои се заинтересирани веќе можат и се создадени сите услови да аплицираат за добивање дозвола за одледување на марихуана.